Волонтери од Штипскиот Црвен крст целосно ќе уредат една од собите во штипската физикална терапија. Со помош на донатори набавени се ламинат, поликолор, душеци, кебињи и постелнина. Наши донатори се обезбедени, значи ламинат, боја за фарбање и се оно што ќе биде неопходно за средување на просториите. Инаку претходно во соработка со Црвениот крст на град Скопје се обезбедени и други материјални добра, како што се кебиња, чаршави, асепсоли, значи средства за лична хигиена. Иницијатор на денешната донација е одговорната сестра на ово оделение, која вели дека повеќе не можела да гледа во какви услови секојдневно се лекуваат пациентите. Сите кои имаат непотребни намештај, меки работи кои ќе најдат примена кај нас во нашава зграда, да ни донираат. Испукани тавани и ѕидови, скрашени прозорци, дупки на подот. Собите каде што лежат пациентите повеќе наликуваат на соби од хорор филм, отколку на простории каде што се пружи здравствена нега. Колку време чекавте за да можете да дојдете во физикална терапија? Терминот чеках многу. Од 9 месеца, 10, не знам. Точно не знам, ама има горе на упуто пишеше колку е, забравил се. Рековте дека сте од Делчево, колку време ќе останете овде? Сите денови ќе останат, 20 ден. Иако условите во Штипската физикална се катастрофални, бројот на пациенти е огромен, а листата на чекање долга. За термин се чека и по неколку месеци, а само денес во амбулантата се прегледани 160 пациенти. Собите са горе катастрофа. Тоа јас се качи, на мен не ми дадоа децата горе, јас да мислам да останам тука. Тоа е многу лошо услови. 34 стационар, значи тоа е денеска. Просечно некаде околу амбулантски, зборам за еден месец околу 270, а за лежање над 30. Според лековитоста, водата од Кежовица е втора во Европа. Температурата на водата достигнува до 69 степени и според медицинските стручњаци, таа помага во лекување на невролошки заболувања и ревматизам, заболување на зглобовите, шеќерна болест, како и разни инфекции и алергии.